Милена Антовска е во студиото 4. Милена, добар ден. Оптимисти ли се кандидатите дека ќе влезат во потесен круг? Така е, Тања, добар ден и до тебе, добар ден и до гледачите на Канал 5 телевизија. Она што можевме да го видиме и да го слушнеме уште во вестите во 15 часот, бидејќи сме тука уште од рано наутро, од 8 часот и 30 минути започнаа да доаѓаат кандидатите за аудицијата за Никогаш не е доцна или Никад не е касно. Имавме можност да слушнеме навистина прекрасни надпреварувачи и кандидати. Самиот Саша кажа дека се навистина одлични, дека веднаш можат да додат во Белград и во финалето. Подоцна имавме можност да се дружиме и со малицките звездички, кои што навистина будат голема надеж кај нас како нација и како македонци, кои што секогаш сме пофалувани каде да отидеме и каде да отидеме, но да не ги заборавиме и звездите на Гранд, кои што ги имаме во огромен број денеска во просториите на Канал 5 телевизија. Впрочем, дел од нив ги гледаме и позади мене. Најпрво би сакала да ја доловиме атмосферата како беше додека траеше аудицијата над звездичките на Гранд, да погледнеме дел од нив и да ги слушнеме нивните впечатоци и нивните коментари, а потоа ќе го слушнеме и впечатокот на главниот виновник на сето ова што се случува тука. Јас сум супер задоволна и мислам дека се дадов од себе. Ама како да не си ми некако возбудена и срекна? Не, срекна сум, само тоа не го покажувам. И сега ќе се подготвуваме за во Белград? Да. Која песна ќе биде прва што ќе ја пееме? Па ќе одлучиме, ќе видиме. Иса, јас ќе застанам вака, ти да бидеш повисок од мене, може? Добро. Да седнам доле или добро е вака? Добро е. Помина? Помина. Многу имаше интересно пеење од Саша Ковачевиќ. Пееше една песна, ама ти ја згази, многу добро ја испеа, не пееше како него. Многу подобро од него звучеш. Фала. Ти кажа жирито тоа? Да. Ти задоволен си? Да. Од каде го извади тој глас, каже ми, со кого вежбаш? Со братчет ми, со брат ми. Оти братчет ми, музичари ме вежбаше. Баш тој ден, ке ме сакаш и прогонуваш. Ти и јас, такво нешто не се случило. А кај си и што си, со кого не сакам да знам. Па вежбав онака малце. Колку години имаш? 14. Значи сега си на граница. Ако не направиме ништо ова година, следната имаме уште една година. Фора за звездичките. Да. Пееше, помина, ама за влакно мислам дека помина, бидејќи имаше трема, се познаваше. Па малце, поприлично. Зошто вака фраjer како тебе трема да има, од што? Па може би дека е прв пат. Да? Втор. Со добро, што сте, браќа ли сте? Близнаци. А близнаци сте, затоа ми заличавте мене вака и двајцата пејачи. Да. Кај се погодивте, кој ви е во фамилија пејач? На кого наследивте? Па Талент. Па баба. Ова година ми има многу трема и многу имав трема. Мислиш дека тоа е единствената пречка, може би изборот на песна? Избор на песна може би. Да не беше тешка, може би песната, или може би требаше нешто забавно да пееш? Може би требаше забавно, но јас избрав народно. И до година што ќе правиме сега? Размислуваме ли веќе? Па размислуваме. Што ќе биде тоа? Што ќе промениме? Освен тремата и песната или само тремата? И тремата и песната. Сакам да пеам некако потивки песни, малку како што има повисоки тонови, значи стивки исто повисоко. И не знам, не ми се свиѓаат многу забавните, пошто мојот трилер не е таков. Ајде испееме нешто вака сега, после аудиција. Како нешто? Па нешто да не испееш после аудиција, дека си опуштена, веќе и немаш трема. Две златни лири ми остави. Вие може да држите ритам вака? Мојата баба да ме поздрави. Свадбата кога ќе ја правиме, од неа песна да нарачаме. Браво ти, посакувам среќа, се гледаме во Белград. Да, ова е само дел од она што го направи и го отпеа малицките звездички. Дел од нив веќе ги знаеме, ги видовме и во минатата година, но некои за прв пат доаѓаат тука на оваа сцена. Сега во малку да разговараме за сето она што се случуваше откако го слушнавме во вестите во 15 часот. Господинот Саша Поповиќ, добро дојдовте во Дневникот, во знаете. Може да се нашao и велики поздрав за све гледалци каналот. Така, ве видовме во вестите во 15 часот, навистина бевте воодушевени од кандидатите во Никогаш не е доцна и рековте дека ако не си
кандидатите, барем половина може веднаш да заминат во финалето. Па, мислим да ќе Жика бити заista задоволен кога буде видео овој снимак. Из простог разлога што су кандидати за Никад nije kasno, заista су ме одушевили. И има доста кандидата кои су изванредни и кои мислим да ќе се добро и право борити у овој новој сезони. Према томе, kad je u pitanju ovaj serijal koji Žika vodi, imamo zaista fantastične kandidate iz Makedonije. To mi je zaista drago. Što se tiče ovih malih zvezdički, imamo dosta kandidata. Isto sam zadovoljan sa ovom audicijom, ali ono što me posebno raduje to je Zvezde Granda. Ovo je sada druga grupa, a prva grupa je zaista bila fantastična. Imamo već do sada 27 kandidata koje smo izabrali i kvalitet ove godine je mnogo bolji nego prve 2 godine. Govorim generalno. Inače, ono što želim da kažem gledaocima kanala TV5, to je da ove godine Zvezde Granda, ono što će gledaoci videti, nikada u životu, nikad niko nije video nigde, ni u Americi, ni u Engleskoj, ni u Francuskoj, ni u Italiji. Napravili smo novi sistem takmičenja posle 10 godina. Imali smo 10 sezona, ovo je 11. sezona. Prema tome, neki od ovih ovde kandidata koji su sada iza nas, koji budu srećni da dođu i da učestvuju, da vide novu scenu i novi sistem takmičenja koji nikad niko nije video. Prema tome, to će biti najveći spektakl ikad napravljen i viđen na ovim prostorima. Значи ќе има многу нови изненадувања, ќе има што да видат кандидатите и ние гледачите. Neću ništa da kažem. Prvu emisiju kad budu videli, mislim da će svi gledaoci stvarno biti oduševljeni. Така. Да, атмосферата е навистина тука прекрасна, како што кажа и господинот Саша, ова е веќе втората група од Звездите на Гранд. Првата помина одлично, затоа сега ќе ве ослободиме, затоа што ви треба уште концентрација, ви треба уште многу внимание да посветите за нашите кандидати, па да се надевам уште 27 најмалку ќе одат во... Od 10 sati radimo prema tome, ali ništa nije teško kad imate dobre kandidate. A danas zaista smo imali kandidate za sva 3 serijala. Super. Prema tome, mislim da će Makedonija predstavljati ove godine u svim takmičenjima i da će igrati veliku ulogu. Još kad bi fudbalska reprezentacija tako bila kao što su pevači, to bi bilo super. Така. Ви благодарам многу, ве оставам да се ја довршите работата. Ние сме тука и ќе следиме се што ќе се случува до самиот крај. Тоа беше господинот Саша Поповиќ, а ние продолжуваме да ги следиме сите настани тука во студиото, ќе ги следиме аудициите до самиот крај. Се надеваме дека уште многу македонци ќе заминат во првиот круг во Белград и ќе можат да си го покажат својот талент и понатаму.